Поштовани гледачи на спортска мрежа, нова емисија во која што разговараме за баражот за популнување на последното место од ракометната Суперлига или ракометната елита на Македонија. Сега сме во спортската сала 25 мај во Радовиш, разговараме со тренерското дуо во овој прв дел со тренерот Спаси Георгиев, додека пак во втори дел со другиот тренер Александар Дулдуров. Најпрво благодарам за прифтената покана, ете да разговараме, причината и поводот повеќе од јасни и успешната сезона, меѓутоа и најглавното баражот со кој што ете Радовиш има можност по само една година експресо се врати во Суперлигата. Како ја оценувате сезоната пред се овој втори дел со оглед на фактот дека некаде во март месец ми се чини седнавте на тоа тренерско столче? Пред се фала на поканата, значи се спремаме за баражот, сезоната. Па може да кажеме успешно од кога со Дулдуров дојдовме заедно, наш прв тренерски ангажман, самостоен. И ние како тренери, како заедно сме задоволни од пред се од резултатите, но и од самите играчи кои покажаа желба, значи за тренинг, за надпреварување и пред се да го постигнат тоа што беше цел. Тоа е едно од првите две места кои или водат директно во Суперлига или водат во бараж. За жал, за наша жал го постигнавме тоа второ место, а не првото. Меѓутоа сметам дека имаме квалитет. Реално мора да потенцирам дека екипата на Еврофрон Пелистер е моментално по-добра екипа, значи по-спремни, имаат по-добри услови, но ние како екипа не се предаваме и ќе гледаме да искористиме секоја една шанса за да може да дојдеме до победата. Оценка за сезоната турбулентно, значи од 1 април до ден денес сме уште тренери. Резултатите си го кажуваат своето. Па се надевам дека ќе продолжим во тој ритм, значи мислам дека само еден пораз од Бисинов, кој за наша жал беше сплет на разни околности, иако и од почетокот на сезоната и до сега, мислам дека Радовиш во оваа година во прва лига ја имаше најквалитетната екипа, меѓутоа сплет на околности излезе така да не бидеме први, да завршиме второ место и да го играме тој бараж со Еврофрон Пелистер. Доаѓа Еврофрон Пелистер, веќе е утворена локацијата, тоа е спортската сала Автокоманда во Скопје, недела од 16 часот. Предпоставам дека веќе се прават тие анализи и подготовки со оглед на фактот дека пред 2 дена го дознавме противникот, нели се чека што последно коло, 3 игри, 3 утакмици, односно 3 екипи беа во тој последен надпревар кој што ќе го одлучат кој да патува во баражот. Како веќе гледате на противникот? Тоа со оглед на фактот дека кажавме дека е квалитетен тим пред се затоа што имат и право на странци суперлигашите. Како го гледате дека тој сегмент и таа равноправност на силите во тој бараж надпревар? Добро, значи како екс-ракометари и моментално тренери ги гледаме и утакмиците од Суперлига, нормално следиме. Може да кажам дека Еврофарм е поквалитетен противник, играат добар ракомет, 80% е младинска, кадетска и пионерска репрезентација на Македонија, што само за себе говори каков квалитет има екипата на Еврофрон Пелистер 2. Подготовките ги почнавме од вчера, значи понеделник, и анализите се направени, значи го знаеме Еврофрон Пелистер како игра, што игра, кои се главни играчи. Ќе се потрудиме да ги анулираме нивните предности, а ние како екипа да ги искористиме пак нивните слабости за да може да направиме добар резултат. Од аспект на екипата на РК Радовиш, комплетна ли има ли повредени играчи или сите ракометари стојат на располагање? Па моментално повреден е само Јован Ѓоргиев, кој има некоја ситна повреда, но се надеваме дека ќе биде здрав за бараж дуелот. Другите играчи се здрави, фала Богу немаме повреди. Мислам во текот на целата сезона не избегнаа, што е најбитно. И се надевам дека здрави ќе одеме за Скопје, значи во Автокоманда и ќе бидеме, сите играчи ќе бидат на располагање. Очекуваме ли поддршка од радовишката јавност, од верната навивачка група Лебари да даде поддршка со оглед на фактот да бидеме искрено во Радовиш, нели владен на позитивна атмосфера, кога е во прашање спортот, ви играте бараж надпревар, претходно фудбалерите на Детонит Плачковец одиграа бараж надпревар, загуби од Вардар, меѓутоа видовме дека голема беше бројката на поддршката на стадионот Благој Статов во Струмица од радовишката јавност. Очекувалете поддршка и за тој бараж надпревар со кој што Радовиш би можел да се врати во Суперлигата? Па видете, значи сами кажавте, со баражот меѓу Детонит и Вардар се дигна некоја позитивна атмосфера во Радовиш. Има разговори со управата и со навивачката група, се надевам дека ќе има.
Значи, самите левари прават напори да има добра организација за тој бараш надпревар, која според мене многу ќе изначи на играчите, зашто овие играчи се пред се млади, значи годи па поддршката од публиката и многу пати додека ние сме тренери, самата публика ги подигна да ги добиеме надпреварите и на слаба игра ние ги добивавме со помош на нашата публика. Сакам да искажам благодарност пред се на невачите кои доаѓаат овие утакмици, но и да ги повикам во поголем број за баражот во Скопје и заедно да славиме. А каква е моментална атмосферата те вособликувала на тоа што не може да го види јавноста или еве ние медиумите и спортските новинари, што е она што се случува во собликувалото на Рака Радовиш, откако особено се дозна противникот на Еврофарм Пелестер 2, како ете вие го прифативте тој момент дека Пелестер ќе биде вашиот противник? Па да, значи се знаеш кој да се спадне, кој да дали ќе биде Прилеп, дали Еврофарм, дали Куманово, се знае дека ќе биде тешка утакмица за нас. Пошто ние како екипа немаме што да изгубиме. Пред се имаат Еврофарм, значи да испаднат од Суперлига на добри играчи не е баш така едноставно. И атмосферата во самата екипа и подознавањето на ривалот остана добра. Значи, кога дојдовме со Дудуров имавме две цели, кога станавме тренери, пред се да направиме една добра хемија во екипата, значи да се врати таа желба, пошто ние дојдовме после два порази од Бисинов и од Металург, да се врати желбата кај играчите, се подигне кај некои играчи формата и самите играчи да почнат да веруваат во себе и дека можат и тешки надпревари да се победат и на слаба игра да победиме, значи да веруваат во себе и да веруваат во својот соиграч. Мислам дека делумно тоа го постигнавме, пошто и вие гледате, значи многу пати на тешки утакмици ние ги добивавме на крајот. Тоа е се, мислам дека резултат пред се на самата верба на играчите. Значи да бидеме јасни, надпреварите ги добиваат играчите. За секој успех на самата екипа се виновни играчи, за секој пораз се тренери. Фала Богу, до сега немавме ситуација да бидеме ние криви, секој се заслужни играчите, пошто победуваме и се надевам дека така и ќе остане. Уште едно кратко прашање пред да финишираме овој прв дел од разговорот. Кратењето на лигата, односно испаѓањето на тие 5 екипи од Суперлигата, значи ли дека се подига квалитетот во Суперлигата? Па добро, да. Тоа значи дека ќе мора да има поголеми вложувања од самите клубови, донесување на подобри играчи. Квалитетната лигата ќе биде доста квалитетна, можда и во последните 7-8 години една од појаките што ќе биде до година. Ама па овде мој лично мислење е дека ќе се загуби па квалитетот на македонските играчи. Значи за секој што ќе посакува успех ќе гледа да донесе добар играч. Пред се мислам дека тоа ќе постигнат по странција, овде ќе се изгубат младите македонски играчи кои според мене заслужуваат да играат во Суперлига. Благодарам за овој разговор. Почитувани гледачи, ова беше Спаси Георгиев со кој што разговаравме. Кратка пауза со цел да го проследиме делот атмосферата на тренингот на Рака Радовиш, односно тие подготовки за бараш надпревар против Еврофарм Пелестер 2, потоа следува втори дел од разговорот со Александар Дудуров, исто така тренер, односно член на стручниот штаб на ракометниот клуб Радовиш, кој што е пред можноста по една година експрес се врати во ракометната елита на Македонија. Нема чекање на блок, бе. Димо! Точно одбрана! Гол! Така. Не се враќај назад. Почитувани гледачи, го продолжуваме вториот разговорот, тоа што го снимавме преска со првиот тренер Спаси Георгиев, сега го продолжуваме со вториот тренер, кој што е член на стручен штаб на ракометниот клуб Радовиш, Александар Дулдуров, кој што е поранешен на
играч на овој клуб и радуваше пред можност тоа што го зборувавме претходно да се врати експресно во ракометната елита на Македонија по само една година во првата лига. Веќе го знаеме противникот, тоа го зборев со Спасе, Еврофрон Пелестер 2, млада екипа. Како веќе вие го прифатите тој момент дека противник Еврофрон Пелестер 2 со оглед на фактот дека тама до последното коло не се знаеше таа битка со Прилеп и Куманова? Па добро, кој да беше противник, свесни бевме дека ќе се соочиме со силен противник, бидејќи со самото кратење на таа Суперлига знаевме дека ако дојдеме до место за бараж, дека ќе биде одлична екипа, Еврофан Пелестер 2, кој што кажа, млада екипа, полетна екипа, составена од повеќе кадетски, младински репрезентативци, индивидуално страшно добра екипа. Тие се фаворити во овој бараж меч, нема што да објаснуваме и да збориме, многу се знае кој доаѓаат од Суперлигата и самата структура на клубот. Веќе знаеме, првата екипа е шампион на Македонија, втората екипа долани игра плейоф. Оваа година имат некоја промена генерација, некои нови играчи, помлади деца, но доста талентирани и доста надежни деца за македонскиот ракомет. Ќе дадеме се од себе. Веќе зборувавме со играчите, како што рековме, ние нема многу што да изгубиме. Тие се фаворитите, ние се спремаме и ќе чекаме нашата шанса. Како би оценили накратко сезонот со оглед на фактот дека вие бевте цела година во стручен штаб и претходно со Љупчо Мелов, поранешниот тренер, Спасе се приклучи подоцна некаде во март, таму крајот, како би оценили вие сезоната и дали можноста што му дававте шанса пред се на домашните играчи, односно на Радовишани, ќе оцените како успешна сезона со оглед на фактот дека второ место и можност преку бараж за влез во Суперлига? Па добро, на турбулентна сезона со проблеми уште од почетокот, со формирањето играчки кадар, со многу прашалници околу финансиите, сепак се среди се на време во последен можен рок да можеме да составиме на екипа со претходниот тренер Љупчо Мијалов, доста солидна екипа за во таа прва лига и знаевме, ни беше јасно дека ќе имаме огромна шанса да се вратиме назад во таа Суперлига. Првиот план не ни успеа директно. Се соочивме со екипа која Бисинов Руитланд е една од која се покажа како доста добра екипа, добро организирана, со неколку искусни играчи како Ивици Илиев и како Славијан Пунов, која носи таа млада екипа, полетна екипа на Бисинов, се до врвот, што знаеме без пораз. Првите планови не ни се остварија, дојде до таа промена, јас како помошник тогаш на Љупчо Мијалов, стручниот штаб ни ја даде довербата да ја земеме екипата, да ја преземе екипата и заедно со Спасе да продолжиме до планот Б, односно да играме бараж. За среќа се испадна кој што треба. Договореното го спроведува момците на терен, тие се најзаслужени за ова што се случи денес, што играме тој бараж, бидејќи во еден, не знам на кој коло беше точно, ама бевме на четврто место. Веќе и со неколку бодови за останување за младост од Богданци, кога сите не веруваа дека може да се случи такво нешто. Сепак, пред се пат ќе кажам на момците, нивната желба и упорност, напорните тренинзи дојдоа до тоа да го добијат заслуженото и да го играат овој бараж меч. Веќе тоа го зборев и за Спас, една позитивна атмосфера владе овде во Радовиш, со оглед на фактот дека претходно нели фудбалерите на Дизни Плочковиц играа бараж против Вардар, се мобилизира цел градот, видовме дека е голема бројка, беше околу 4000 радовишани кои што заминаа во Радовиш, се активира и навивачката група Лебар Исток. Очекувате ли поддршка во Скопје и од радовишката јавност, меѓутоа и од самата навивачка група, да во спортската сала во автокоманда добиете поддршка на тој бараж надпревар? Па да, искрено се надевам дека ќе има огромна поддршка. Се врати и навивачката група Левари, што мене лично ми е многу мило. Има една пауза од околу 4-5 години. Знаеме кој игравме ние Суперлига, кога беа тие најдобри денови на РК Радовиш, сегаш лебарите беа присутни и на домашен терен и на гостински терен. Сепак јас би рекол, клуб без публика не е клуб. На секој клуб му треба публика, верни навивачи, ние ги имаме. Преку целата зона доаѓа, но ми фали и лебари. Се покажа на последниот надпревар, иако со многу послаба екипа, на хартија послаба екипа шампион, дојдоа, дадоа еден стимул плюс на играчите, еден мотив плюс на играчите и секако се надеваме од тој бараж надпревар. Мислам дека се организира, дека има некоја мобилизација. Да, убаво е кога спортот го обединува градот. Подобро нешто нема. Жал ми е за фудбалерите што не успеа, но се надевам лично дека следната година ќе го остварат тој успех што им е зацртан.
А за нас, како клуб, искрено, кој што реков, мислам дека ќе имаме доволно подршка во самата автокоманда и тие луѓе што доаѓаат што не бодрат целата зона, веќе најави дека ќе дојдат кај да се игра, дали ќе и во Охрид, дали ќе и во Скопје, во Куманово, било дека ние ќе дојдеме и со собствен превоз ако треба, но мислам дека пред се радише ракометен град, 10 сезони бевме во елитата на ракометот, доаѓаја екипи како Вардар кога беше европски шампион, двоен европски шампион, доаѓаа во Радовиш, Пелистер, поранешен Металург, Солино Червар, значи бевме во самиот крем и мислам дека Радовишни некој повеќе им лежи ракометот, барем за сега. Па и со оглед на фактот дека Радовиш и меѓу оние 5 екипи да речем со најдолг стаж во Суперлигата. Да, како по последното пред да испаднеме од Суперлигата беа Вардар, Пелистер и Пролет. Така да, И Радовиш пак беше, да, Радовиш во тој врво да речем. Имавме некој континуитет, Така. но како и секој клуб имаме подови, имаме падови, така да Картањето на лигата од 5 екипи, со тоа го зборевме со Ѓоргиев, кој што спомна дека се подига квалитетот. Бидејќи останува нели 12 екипи доста квалитетни, а тоа значи дека и дополнителни вложувања во клубовите за да може да се избори опстанокот или оние кои што сакаат излез во Европа и шампионска титула. Спомнавме околу проблемите со финансиите на ракометниот клуб Радош, меѓутоа се средијате тие работи, се комплетираше екипата, бараш можноста Радош да влезе во Суперлига и кратењето на таа од 16 на 12 екипи ќе значи дека ќе треба да се бара, односно да се отвори еден позитивен проблем во овој случај да се барат финансии за да клубот биде на здрави нозе и да го избори опстанокот во Суперлигата, доколку Радош поточно ќе речем дека ако успее да влезе и да го избори влезот во Суперлигата. Па добро, секој стабилен клуб мора да има стабилни финанси. Во моментот сите клубови работат на тоа, гледам дека сите поети клубови во Македонија, односно особено во Суперлигата, се доста финансиски стабилни клубови. Значи во некој, ајде да кажеме некој просек од околу 250.000 евра за борба за опстанок во Суперлигата, значи јас играв кога беше, како да кажем, ајде во наводници поевтина лигата, кога со многу помалку пари можеше да се опстанува во таа Суперлига, па дури имавме можност една година и да се бориме за Европа во плейофот. Таа единствена година влеговме во плейоф, во последното коло изгубивме, паднавме на 5-та позиција, имавме можност да видиме во Европа. Секој дека ќе треба повеќе финанси, ние ќе се бориме за тоа, како што кажа, еден позитивен проблем да отвориме и на општина Радовиш и на локалниот бизнис сектор, без поддршка од нив немаше да биде ова ништо. Сепак им благодариме и на се тоа што го даваат за нас, за спортот, за клубот, за се, без општина Радовиш и без локалниот одреден дел на локални бизнисмени немаше да биде ова што е денес. Се прават ли анализи веќе за Еврофрон Пелистер 2, односно за баражот и како играчите го прифатија тој момент, односно што се случуваше во субликуваната него, знаете, јавноста, какви беа првите реакции на вас како стручен штаб и на управата, меѓутоа и на самите ракометери од кога дознавте противникот? Па добро, да не бидеме сега, ајде да не бидеме скромни, некако пред 2-3 недели, односно пред 2-3 кола пред крајот на преворот, најбитен натпревар ни беше домашниот со Богданци. Кога победивме тој натпревар дома, веќе 99% бевме сигурни дека ќе играме бараш и почна тие анализи, но сепак не знаевме со кој ќе биде. Следното коло се решаваше. Да, ги анализираме, се спремаме максимално, што реков, едно од подобрите екипи, најтешко што може да ни се падне, мада реков сите се таму со огромен квалитет, со одлична организација, структура како клуб и Куманово, кој од година во година расте, се најавуваат веќе и многу поголеми финанси во ракометниот клуб Куманово следната година, значи ќе биде сериозни конкуренти во Суперлигата, веќе и РК Прилеп од година во година со еден сериозен спонзор и падна екипата на Пелистер. Нема многу што да бираме, нема што да се жалиме, одиме на Мегдан. Пак ќе се повторам, тие се фаворити, огромни фаворити во овој дуел, но не се предаваме, се спремаме максимално, момците се мотивирани. Ова е лигниот меч. Еден меч е, нема реванш, се може да се случи, веруваме во чуда, се спремаме за чуда, па и ќе направиме едно чудо. Благодарам за овој разговор. Почитувани гледачи, ова беше Александар Дулдуров, тренер на ракометниот клуб Радовиш, со кој што зборувавме, меѓутоа и го најавуваме баражот помеѓу Радовиш и Еврофрон Пелистер 2, со што ќе го имаме последниот патник, дали тоа ќе биде Еврофрон Пелистер кој што ќе опстане или пак тоа ќе биде Радовиш кој што ќе се врати по една година во
ракометната елита на Македонија. Тоа е надпрво кој што се игра во салата Автокоманда во Скопје во недела од 16 часот. Претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите на новите случувања од македонскиот спорт.